Се наоѓаме на местноста каде од пред неколку дена се работи на замена на старата разделна шахта, меѓутоа потоа се појавија и некои додатни проблеми. Тука со нас е првиот човек на градот, градоначалникот на Делчево Горан Трајковски, кој ќе ни каже нешто повеќе каква е состојбата во моментот, имајќи предвид дека еве во повисоките делови четвртиот ден е како нема вода за пиење. Така се извршуваат овде градежни и монтажни работи на целиот водоводен систем за водоснабдување на целиот град Делчево. Овој систем кој што го правиме за најмалку 200 генерации после нас и во моментот се соочуваме со поголем проблем, затоа што по ниските делови веќе имаат добија вода сите институции кои што се во градот, меѓутоа по високите делови од градот се уште немаат вода. Имаше во текот на ноќните часови, меѓутоа во текот на утринските часови повторно ни се појави проблем кој што сега го санираме. И тоа мора да биде направено, знам револтот кај граѓаните, социјалните мрежи, сето тоа што го пишуваат, меѓутоа мора да сватат и тие дека нешто кое што не е 50 години не е чепнато да се направи, го правиме за многу генерации после нас. И имаме ова е втора разделна шахта, првата разделна шахта немавме никакви проблеми, меѓутоа заради изградбата и на резервоарите кои што исто така се направени, не знам, во првата половина на минатиот век, ги реконструираме и ние, притисокот треба да се урамнотежи помеѓу целата водоснабдителна мрежа во Делчево и затоа се појавуваат и одредени проблеми кои што верувам дека еве сега конечно ќе се санираат тие проблеми и во текот на попладените часови целиот град ќе може да добие вода за пиење. Имајќи предвид дека ова е многу скап проект, кажавте дека ако се сеќавам на изјавите претходно 8 милиона франци. Според динамичкиот план, кога еве се предвидуваат вакви реконструкции на контролни шахти? Дали баш во овој период мораш, имајќи предвид дека дали летен временски период или зимен, тоа не игра улога, значи тоа е предвидено во проектот за да се заврши и ние моравме ова да го направиме, бидејќи и проектот завршува, мора да се направат и тие две разделни шахти покрај сето друго што е направено. Ќе имаме ние посебна мисија за сето она што е вложено и реков ова го правиме за 200 години, најмалку 200 години после нас, така да и неочекувано, но се јавуваат проблеми во текот на изведбата на целиот тој проект. Системот е еден од најмодерните системи кој што е направен овде за нашиот град Делчево, почнувајќи од браната Олшана, преку пречистителната станица во Тработивиште и целата оваа водоводна мрежа која што ја правиме заедно со разделните шахти и целиот скада систем кој што е направен. Дали претходно еве кога се прават вакви зафати се прави надзор, се утврдуваат работите за да почнат на време, дали резервни делови претходно се обезбедуваат за да се почне да... Резервните делови се обезбедени, меѓутоа реков ова е многу поголем зафат. Тоа што со години не е направено, а сакаме да го направиме за граѓаните со новите резервоари кои што ги правиме и сега овде имаме проблем во преку скада системот, во притисокот кој што се наоѓа во водоводната мрежа. Резервни делови имаме, се пишува и по социјалните мрежи дека нема резервни делови, има и за сето тоа е предвидено во однос на проектот. Меѓутоа се случуваат и такви работи за кои што за жал доведоа до прекин на водоснабдувањето во повисоките делови од градот. Во вакви ситуации трпи ли загуба, да речеме, предпријатието, бидејќи еве на некој начин сите очекуваат од самото предпријатие? Ова е проект кој што го изведува швајцарската фирма Фела. Ова не е проект на јавното комунално предпријатие. Значи сите работи кои што ги изведува фирмата од Швајцарија Фела. Не е работа ова на јавното комунално предпријатие. Зборот ми е дали тие се вклучуваат со нивни делови, потоа да треба да се надоместуваат? Не. Ова се делови кои што ги набавува самата фирма од Швајцарија Фела. Кои што се набавени претходно. Ова не се само овие делови кои што овде ги гледате. Реков во емисијата која што ќе ја снимиме, ќе видите дека имаме најмодерен систем на цел скада систем за водоснабдување на Делчево. Добро, за крај имаме ли тебе за воиднина да се надеваме, ќе имаме и посериозни работи вака, доволен кадар за да гледаме дека специфичен карактер со овие поправки за да правилно се сето тоа направи, да биде без последици по граѓаните. Позади мене можете да видите тоа што е вградено пред околу 50 на години и веќе дотраено.
Така. од какви цевки имаме пиено вода и ова беше и на наше инсистирање да бидат сменети овие делови и сега затоа се и вели разделна шахта. Овде водата оди посебно за сите населби во градот Делчево, така да ова кој ќе се пушти во употреба нема да имаме после никакви потреби од поправки или било што. И за во вторник најавивте средба со жителите со селот Звегор, собир на граѓани за проблемот таму. Најавено е за вторник. Да, во вторник имаме средба со жителите на Звегор, таму проблемот е од друг тип, не е поврзан со овој проблем кој што ги имаме овие денови овде. Ќе разговараме со жителите на Звегор за да изнајдеме конечно решение. Имам дадено изјави и на други медиуми, еве и сега на Делчево 365 да бидат запознаени граѓаните, значи доколку излезат на протест таму ќе се приклучаме јас на тој протест, а во разговорот со нив ќе го најдеме најсоодветното решение за да биде решен проблем. И за крај апел до граѓаните да повториме во наредните часови. Трпението на граѓаните јас знам дека е при крај, дека тешко се издржува без чиста вода, меѓутоа во оваа прилика можеби да кажам дека граѓаните може да размислуваат колку е битна водата Така. и во текот на попладневните часови јас мислам дека ќе го регулираме водоснабдувањето на Делчево. Што ќе следува после ова? Не прашавме други разделни шахти вака за реконструкција во Нема, ова наредниот е период. последна разделна шахта Значи- која што ја правим. Ето, ви благодарам многу за ова одвоено време. Ова.